Најслабите точки на Штеп му се уличното осветлување и големата загуба на вода. Преку нив се губат големи количини на енергија и пари, покажуваат анализите за енергетска ефикасност на општината. Од тука, етно е направена нова стратегија која во наредните 2 години овие загуби треба да ги сведе на минимум, а загубата на енергијата да се намали од 10 до 30%. Конкретните цели кои се предвидени во оваа програма е намалување на потрошувачката на енергија во општинските објекти, намалена емисија на стакленички гасови, зголемена употреба на извори на обновлива енергија, подобрена услуга за улично осветлување во општината, за добивање на 100% осветление според стандардите до 2023 година, како и намалување на трошоците за истото. Скупните суми кои секоја година општината ги книжи како расходи за енергија се движат од 28 до 34 милиони денари и тие се во висина од 3 до 5% од вкупниот буџет. Интенција на општината е намалување на овие средства за 8 до 10 милиони денари. За уличното осветлување, замена на нештедливите светилки со штедливи светилки и водоснабдувањето го опфаќа изградба на нови водоводни цевководи и реконструкција на постоечките. За период од 3 години, за промена на постојните светилки со лед штедливи и за реконструкција на најкритичните водоводни линии се предвидени околу 178 милиони денари. Од нив близу 46 милиони се планирани за улично осветлување, а останатите 132 за водоводни реконструкции. Дополнително, голем процент на енергија се губи и преку старите и дотраени училишни згради, поради што е планирана итна енергетска санација и реконструкција. Реконструкција на кров и поставување на енергетско-изолациона фасада на основното училиште Гоце Делчев, реконструкција на кров на средното основно училиште Коле Нефтенин, замена на прозори и врати и замена на осветлување во спортската сала, реконструкција на кров на средното општинско училиште Славчо Стојменски. Средствата за овие реконструкции се обезбедени од фондации или од Министерството за образование и тие се во вид на грантови.